Почитувани дами и господа, почитувани гости, почитувани љубители на ликовната уметност, почитувани присутни. Вечерашнава изложба ја организираме во соработка со Дом на култура Иван Мазов Климе од нашиот град, со господин Малинков, господин Темков, а секако и со градоначалникот и советот на општина Кавадарци. За прв пат во нашите салони имаме можност да ги проследиме уметничките креации на ликовниот уметник од Скопје, госпоѓа Наташа Милованчев. Таа е магистар на факултетот за ликовни уметности, одсек сликарство и редовен професор на архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ова е сепак нејзино второ представување во нашиот град од 2003 година, кога своите дела ги презентираше во просториите на Рамазоти. Милованчев, почитувани, е член на ДЛУМ од 1994 година. Освен со сликарство, се занимава и со графички дизајн и театарска уметност. Учесник е на голем број на изложби, како кај нас, така и надвор нашата држава. Добитник е на 2 национални награди за сликарство и плакат. Вечерва се представува почитувани со 25 дела, работени во техника акрил и комбинирана техника на платно. Изложбата е насловена "Промислувајќи го просторот", всушност синтеза на елементи од еден подолг творечко-истражувачки процес, синтеза на повеќе циклуси, пресек низ визуелните наслојувања, низ временскиот период од 2007 па се до денес. Наташа Милованчев, почитувани, ни презентира собствени уметнички дела, кои, концепирајќи ги, го заокружуваат незиното творештво и творешко искуство врз база на промислување и структурирање на просторот, како индивидуално доживување кое носи порака, тоест нејзина лична инспирација. Таа речиси интуитивно доаѓа до своите слики, при што од собствената внатрешност го извлекува скриениот простор, контролирајќи ја методологијата на редукција на сликата, која се појавува како неодолив пиктурален колористички феномен. Сликите на Милованчев, почитувани, зрачат со сила, со енергија, на внатрешна посветеност, каде односот на реално и имагинарно станува прашање на нејзиниот собствен избор. Геометричноста на основната композиција дискретно ја нарушува лежерните колоритни протопувања кои ги ослободуваат цврстото милје на паралелни линии. Вметнувајќи и фокусирајќи се на визуелни символи, како компас, букви, нумерички кодови и слично, авторката рефлектира и преобразува нова реалност во духот на геометриската реконструкција, што представува нејзин личен, автентичен ликовен ракопис. На крај, почитувани, ми представува сепак посебно задоволство и чест да ги најавам вечерашните соговорници, господин Александар Малинков, директор на Домот на културата, Иван Мазов Климе од нашиот град, господин Горан Боев, професор во основното училиште Димката Ангелов Габерот, исто така од нашиот град, кои сепак ќе кажат нешто повеќе за изложбата, со што и истата ќе биде прогласена за отворена. И како вообичаено, на крај, почитувани, ќе имаме можност да слушнеме и нешто од авторот. Ви благодарам. Добро вечер на сите присутни вечерва љубители на ликовната уметност, драги сограѓани и гости, пред се на авторката која е наш домаќин вечер овде во музеј галеријата во Кавадарци, Наташа Милованчев. Ја ќе бидам
многу краток мојот осврт во еден друг дел ќе биде во пар реченици. Ова вечерашно дружење, второ представување и дружење со делата на Наташа Милованчев после 15 години, како што беше спомнато тука, и моје задоволство и на општо задоволство на моите сограѓани, бидејќи ќе имат прилика во наредните денови да уживаат во незин нов еден циклус на дела. Таа дистанца од 15 години не е мала кога за прв пат има излагано Наташа. Меѓутоа, јас би се осврнал вака накратко. Финишираме со Кавадаречката културна есен, која е во организација на Кавадаречките културни институции, сите три локални, пред се таа од која што јас доаѓам и ја представам Дом на културата, па со работката со музеј, галеријата и со градската библиотека Феткин, и со едно добро покритие и поддршка на локалната самоуправа и градоначалникот. 22 октомври ја отворивме плејада на настани од различни жанрови, културни настани, уметности и така натаму се случија. Значи, пред 2 дена во понеделникот во Домот на културата, и токму заради тоа ова соработка фино, да имаме паралелно при финиширањето 3 ликовни настани. Значи, преспанските ликовни уметници ни се представуваат во галеријата на Домот на културата, Наташа Милованчев во музеј галеријата, а идниот вторник во рамки на Кавадаречката културна есен Драги Хаджи Николов ќе се представи исто така во градската галерија. Во меѓувреме, после половина час или 40 минути, финишираме со завршените театарски представи, ќе има уште неколку музички настани, така да ми се чини дека во интерес на публиката и таа самата ќе оцени и медиумите тука присутни и вие граѓаните колку бевме успешни оваа година. Но, да се вратам на настанот, овој настан е важен од аспект на соработка со на вистина вредни автори кои што се многу поретко присутни во нашиот град. Јас така би дефинирал тоа. Колешката Весна малку посодржајно се осврна на циклус, на техники и на она што ќе го видиме, тоа е ваше, да, нели, помине низ вас, низ вашите емоции и чувства, меѓутоа за тоа потоа ќе коментираме. Најважно е дека вечера сме тука, вечерва е авторката тука со своите дела, можеме да имаме едно фино дружење, оно еден израз кој јас стално го потенцирам, а тука е Горан Боев како незин непосреден колега, сите сме колеги уметници тука, меѓутоа Горан Боев како еминентен наш ликовен уметник, практично да ја прогласи официјално изложбата за отворена и тоа што ќе има да каже како концепција е него. Горан Боев. Благодарам, директоре. Добро вечер на сите. Наистина ми е чест што сум дел од отварањето на оваа прекрасна изложба на Наташа Милованчев, наш познат уметник. Но ќе се послужам со еден текст во кој имам мал допринос. Во главно е напишан од нашиот писател Тодор Богев, кој што, како што знаете, известно време се занимава и со критика на уметноста. Наташа Милованчев е родена во Скопје 1967 година. Дипломирал на архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје во 1993 година, а во 1995 година дипломира и на Факултетот за ликовни уметности, исто така во Скопје. На истиот Факултет за ликовни уметности, завршува и постдипломски студии во 2003 година. Остварува студиски патувања во Париз, Франција, во Cité Internationale des Arts, односно градот на уметноста, интернационалниот град на уметноста, сместен во Париз, во 1999 и 2005 година. Има учествувано на бројни групни изложби, како и меѓународни ликовни работилници и семинари во Македонија и во странство, Србија, Црна Гора, Хрватска, Словенија, Бугарија, Германија, Холандија, Шпанија, Франција. Автор на 17 самостојни изложби, меѓу кои Скопје 1998, 2003, 2007, Крањ 2005, Париз 2005,
Подгорица 2007, Софија 2009, Белград 2011, Берлин 2012, Њу Јорк 2015, Прилеп 2016 и Загреб 2018. Член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија од 1994 година. Добитник е на 2 национални награди за сликарство и плакат. Работи како редовен професор на архитектонскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. На изложбата вечерва е прикажан последниот творечки циклус на Наташа Милованчев. Во него евидентна е нејзината интенција и преокупација со простор, оној надворешниот и внатрешниот. Имено, тоа го прави на еден ликовен начин кој обезбедува суптилен премин помеѓу објективноста на просторот и неговото субјективно доживување кај секој од нас. Наташа, преку нејзиниот специфичен ракопис со нежен колорит, кој действува како прозорен плашт или витраж, дава посебна димензија на самиот простор. Трудејќи се на неговата студена геометриска објективност да ја придаде една проактивност, таа прави исчекор во сугестијата кон публиката, донесувајќи добро расположение, сензибилност и творечки ентузијазам. Тоа според мене е еден вид на чувствена и експресионистичка презентација на своите внатрешни емоции, доживување и потреби, изразување на своите богати естетски поимања. Сликарската техника, акрил и комбинирана техника на платно, овде е употребена во посебни лирски тонови, толку специфични за творечкиот ракурс на Милованчев. Но затоа ќе слушнеме од самата авторка повеќе вечерва, зашто таа со нас. Повелите. Благодарам и добро вечер до сите присутни тука. Поздрав до публиката, до сите мои колеги, уметници, нели творци, до директорот нели на Домот на културата, директорката на Музеј галерија Кавадарци Весна Ѓоргиева, до младиот колега Горан Боев нели, до драгиот и долгогодишен пријател Владе Темков, мој нели ценет колега, кој што на некој начин е заложен па и виновен нели за изложбата и за моето представување и тогаш пред 15 на години еве и сега дојде поканата нели од страна на колегите. И поздрав секако и до сите вработени во Музеј галерија кои што го вложија твојот труд за оваа изложба да изгледа вечер овака. Морам да кажам дека ми е посебна чест и задоволство и чувствувам возбуда што денеска велам последно 15 на години се представувам во вашиот град. Сакам да напоменам дека вака искрено дека не е нималку неодговорно или едноставно човек да се соголи, мислам ликовно, да се представи, нели да го представи своето интимно внатрешно творечко искуство во еден град од кој што потекнува толку мокни творци уметнички имиња, нели ги знаеме сите, да нема потреба и да ги спомнуваме, големиот титан Мазев, Чемерски, Ана Темкова, Симон Шемов и така натака и помлада низа, цела низа помлади генерација, плеада, нели млади автори и творци кои што допрва ќе дојдат на ликовната сцена, верувам. Така да велам со посебна возбуда, нели се представувам денеска тука. Една млада авторка, млада мислам сега повеќе не, меѓутоа светско име, една референтна сликарка уметница Виера де Силва, еднаш ќе напише во своите помлади години дека има некоја убавина во тоа спојување на внатрешното и надворешното. Меѓутоа дека долго се бара патот. Повикувајќи се на оваа мисла, можам да потврдам дека навистина е тоа така, како автор, лично од моје име, и дека овој пресек, значи на речиси една мала мини ретроспектива, ако можам така условно да кажам, од некој циклус од повеќе од 10-годишно искуство творечко, нели, е одраз или рефлексија на тоа мое занимавање, на тоа мое интересирање и таа моја прекупација со просторот, оној внатрешниот и оној надворешниот. Просторот, нели, како таков има своји екзистенцијални корени, за човекот има представува едно архетипско искуство, нели, од човековото раѓање па натака. Речиси сите човекови акции имаат некој свој просторен аспект. И велам, токму во тоа потрага, во тоа лично пронаоѓање на некој свој простор, кој што не ќе биде само објективен, туку спој на внатрешниот, нашиот доживен простор и оној објективниот надворешниот, велам како резултат на сето тоа со овие слики кои што сте денеска тука пред вас. Нема повеќе да одолжувам, доволно беше кажано, се заблагодарувам на убавите зборови и на воведот што го направија колегите и присатните тука околу мене. Ве оставам
да уживате, се надевам барем малку и да го најдете својот пат до овие слики. Благодарам уште еднаш за Thank